Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбулант. Денешната емисија е реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што е тоа ергоспирометрија? Дали со еден тест може истовремено да се процени функцијата на белите дробови, срцето и метаболизмот? Ергоспирометријата наоѓа примена во повеќе сфери на медицината, како што е кардиологијата, пулмологијата, спортската медицина, ортопедијата, хирургијата, педиатријата и така натаму. Кај кои пациенти се препорачува да се направи еден ваков стрес тест, ке ни појасни доцент доктор Тања Анѓушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Имаме на вистина едно интересно издание, ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Дали секоја болест што влие на срцето и крвните садови ќе доведе до абнормална реакција при вежбањето? Што е тоа ергоспирометрија, кому се препорачува, ќе прашаме доцент доктор Тања Анѓушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, Марија. Многу ми е драго, мислам, и стварно секогаш кај вас се пријатна атмосферата. Пред да започнеме со нашиот разговор и едукативниот дел, би сакала да го честитам 8 март, меѓународниот празник на жените, право вам, на сите жени во светот и на нашите жени во нашата земја. Честитки, докторке, и за вас, секако и за гледачките кои што денеска не следат, но и за оние кои што не се денеска пред екраните, за сите жени воопшто. Што е тоа ергоспирометрија, докторке? Ергоспирометријата е посебен тест кој што во исто време ја следи работата на срцето и функцијата на белите дробови, меѓутоа при напор на самиот пациент. Како е можно тоа? Значи, можно е на таков начин што пациентот оди на трака или пак една здрава индивидуа оди на трака или пак вози точак, но истовремено носи маска на лицето преку кое што вдишува и издишува. Преку траката и преку електродите кои што се ставени на самиот граден кош на индивидуата се добиваат записи од електрокардиограмот, додека пак преку издишувањето, преку маската се собираат гасовите кои што ги вдишува и издишува една личност и потоа се прави анализа во самиот апарат и преку таа анализа ние лекарите можеме да процениме колку кислород потрошува пациентот, дали се во ред неговите бели дробови, дали причина за недостаток на кислород е срцето, дали може би постои некој блок на ниво на самите клетки во човековиот организам кои што не можат да го искористат кислородот. И врз основа на тие податоци можеме да дадеме многу интересни и значајни препораки за пациентот, односно за една здрава индивидуа. Значи, не мора само пациент да се направи овој тест, може да се направи на еден спортист и да му препорачаме каде, колку и како да се оптоварува, на едно здраво дете кое што треба да се бави со спорт, да му се направи план колку да се оптоварува, или пак на еден пациент кој што треба да се рехабилитира, до кој степен на оптовар треба да оди неговата рехабилитација. Значи, еве, доколку некој одлучи да джогира, се повеќе гледаме луѓе кои што рекреативно се занимаваат со спорт, добро е да се направи еден ваков Потребно е. тест. Потребно е да се направи Но дали ваков тест да направат и ергоспирометри или пак класичен стрес тест? Значи овак, некој кој што сака да джогира и по-интензивен напор да направи, неопходно е прво да го консултира својот лекар. Да се направат базични прегледи, да се направи ЕКГ, лабораторија, да се направи едно ехо, да се види да не постојат некакви испади во однос на структурата на срцето, а потоа, доколку веќе джогира и подолго време практикува поинтензивни физички оптоварувања, потребно е и пожелно е да го има овој тест, за да може да знае до кој степен треба да се оптоварува. Затоа што многу е опасно. Знаете, ние велиме, односно луѓето кои што се поупатени во физиологијата и оние веќе кои што редовно тренираат, треба да знаат дека срцевиот мускул се тренира како што се тренираат и мускулите од нашето тело. Што значи тоа? Колку повеќе ние вежбаме, нашето срце работи поспоро, меѓутоа понапорно.
Значи, тоа е една специфика на една добро тренирана индивидуа. Поспоро работи, за да има време да се наполни комората на срцето, а понапорно затоа што поголема количина крв истиснува, крвта која што ја истиснува е богата со кислород, со шеќер и ја носи таа крв до мускулите кои што додека ние трчаме, вежбаме или работиме нешто физички, добиваат на таков начин нашите мускули енергија, добиваат кислород кој што се неопходни. Посебно кислородот е неопходен за да може да настане согорување на хранливите продукти и да се произведе енергијата и мускулите наши да можат да се движат. Но и тука има граница. Нели ние ако сакаме и префорсираме премногу, значи на преголем оптовар, ако нашето срце не е спремно да одговори, во тој случај количината на крв и кислород која што се донесува до мускулите не е доволна. И во тој случај, мускулите својата енергија си ја задоволуваат по друг пат. Ние докторите го велиме тоа анаеробен метаболизам. Тоест настанува без присуство на кислород, разградување на хранливите продукти, се произведува енергија, значи мускулите не престануваат да работат, наредбата од нашиот мозок се извршува, но за жал се произведуваат кисели продукти, кои што кисели продукти понатаму во организмот почнуваат да ги оштетуваат нервните завршетоци, почнуваат токсично, односно штетно да делуваат на самиот срцев мускул, почнуваат штетно да делуваат и локално на самите мускули. Значи, овој тест е многу битен, за да знаеме ние до каде, како и колку да се оптоваруваме, за да бидеме здрави, да бидеме во одлична кондиција, но да го сочуваме здравието и на нашето срце на долги стази. Значи, со овој тест всушност утврдувате повеќе параметри, меѓу кои што е анаеробниот праг го нарекувате, односно лактичен од каде метаболизам. почнува всушност да се излачуваат тие кисели продукти и аеробниот капацитет, ако не се лажам, така тоа се нарекува, односно максималниот капацитет со кој што можеме да вдишеме кислород. Значи, при едно вдишување максимална количина на кислород што ја вдишуваме, така? Значи, секој е различно тоа? Малку е различно. Значи, имаме ние максимален вдишен волумен, кој што ги мериме нормално со преку параметрите во тек на овој тест. Меѓутоа, од целокупниот вдишен волумен, колку кислород ќе стигне до нашата мускулна клетка, до нашите скелетни мускули, зависи од работата на срцето. Значи, максималниот кислороден праг зависи директно од работата на срцето. Колку е повисок тој кислороден праг, толку е поголема и моќта на срцето да одговори на потребите, односно станува збор за добро, нормално развиено срце, здраво срце. Кога не соодветствува степенот на физички оптовар со работата на срцето, во тој случај максималниот дотур на кислород до клетките е помал и ние на таков начин, во зависност од добиените измерените параметри, можеме да процениме и нормално времето за кое што се случува таа промена, можеме да процениме дали станува збор за слабо кондиционирана особа, дали станува збор за латентна, односно скриена срцева слабост. Морам да кажам дека овој тест дури го применуваме и кај пациенти со веќе постоечка срцева слабост, меѓутоа малку подоцна за тоа ќе продискутираме. А максималната количина на кислород што стигнува до клетките, до секој дел од телото, дали се разликува кај возрастните и кај децата? Да. Кај мажите и кај жените на иста возраст? Секако се разликува, значи таа зависи од возраста на една индивидуа. Зошто? Пред се зависноста од возраста е затоа што со текот на времето настануваат дегенеративни промени на сите наши органи. Значи, секој орган си има свој процес на старење. Така и белите дробови, така и срцевиот мускул. Во тој процес на старење, всушност еластичноста на влакната и работната способност полека се намалуваат. Тоа е физиологијата на процесот на старење. И нормално е дека кај повозрасни особи прагот на толеранција на напорот е многу помал за разлика од една помлада индивидуа. Воедно има разлика измеѓу мажи и жени, затоа што дишните капацитети кај жената, ради пропорциите на висина, тежина и граден кош и начин на дишање кај жената,
повеќе, нели, со помош на градниот кош, помалку абдоминално. Значи се разликува за разлика од машкиот пол и токму ради тоа всушност се разликуваат и добиените параметри. За децата е специфично дека они секогаш имаат позабрзана срцева работа и кај нив прагот во однос на срцевата фреквенција и количината на кислород која што се вдишува нормално се помали во однос на адултниот возрастен организам. И затоа секогаш ние параметрите и мерките кои што ги добиваме ги индексираме според површината на телото. Тоа е најреален параметар. Површината на едно тело зависи од висината и од телесната тежина, се пресметува по соодветни формули и врз основа на таа површина од тело ние ги индексираме добиените параметри на волумените што ги мериме и правиме проценка дали е нормално. Сега, докторке, некои лица се жалат дека имаат краток здив, дека се задишуваат кога се движат или пак кога вежбаат. Дали со ергоспирометријата може се процени точно од каде доаѓа проблемот? Срцето, белите дробови, крвта, мускулите? Многу често тие лица кои што имаат краток здив имаат нормален електрокардиограм, значи тоа е базичниот почеток на еден кардиолошки преглед, имаат дури и уредни параметри на ехокардиографскиот преглед, нормални промени на структурата на срцевите структури и би рекле дека се работи за нормална индивидуа, меѓутоа она сепак има тегоби, краток здив, брзо се замара. За овие индивидуи да се расчисти дали станува збор некондиционираност, дали станува збор причина самиот срцев мускул, односно некоја латентна срцева слабост, или пак во позадина се крие некое почетно белодробно заболување, значи токму се применува овој тест. Во тек на овој тест, всушност мерејќи ги параметрите на максимално постигнатиот дотор на кислород, односно кислородното добавување во организмот, ние директно мериме колкав е ударниот волумен на срцето. Морам да појаснам што е тоа ударен волумен на срцето. Тоа е количина на крв што срцето ја испумпува во една негова контракција. А кога таа ударна количина ќе ја помножиме со фреквенцијата на работа на срце за една минута, ние добиваме комплетната количина за една минута крв што нашето срце ја носи до нашите мускули и низ нашето тело. Значи, директен параметар, еве на екранот сега гледате, има една бројка VO2 на килограм телесна тежина. Волумен на кислород. Тоа е волуменот на кислород, кој што како прашање го поставивте вие, и тоа е директниот параметар кој што ја покажува способноста и работата и состојбата на срцевиот мускул. Кога пациентот, односно кога индивидуата која што има краток здив, ќе ја поставиме на оваа трака и да речеме, ако многу бргу она почне да ја качува својата работа на срце, својата срцева фреквенција, но паралелно со тоа расте и количината на дотор на кислород, ние знаеме како лекари дека се работи за некондиционирана особа. Но ако при качувањето на таа фреквенција веднаш после почеток на тестот започне да паѓа таа бројка која што е VO2 макс, значи во тој случај станува збор за срцева слабост. И уште згора на тоа, пошто тука се мерат и параметрите на издишениот воздух, јаглеродниот двуоксид, се процени и концентрацијата на јаглеродниот двуоксид, се види дека има некоја промена, односно дека паѓа и таа концентрација, ние заклучуваме дека не само срцето, туку дека и белите дробови се вклучени во слабоста и краткиот здив на индивидуата. И многу помага и за лекарот кој што го води таквиот пациент да му даде адекватни лекови, а со навремено давање на тие адекватни лекови да се спречи еден тежок клинички манифестен стадиум на срцева слабост кој што полека една индивидуа ја носи кон инвалидитет. Тоа значи дека нетолеранцијата кон физичка активност може да биде субјективна и објективна, доктор, и со овој тест може точно да утврдите за што се работи. А што е со пациентите кои што имаат, да речеме, некаков
бајпас, некаква интервенција срцева. Дали кај нив може да се направи еден таков тест? Да. Не е опасно? Не е опасно и вообичаено после операција на срце, значи не само бајпас, може да биде аортна валвула, може да биде и друг тип на срцева операција, значи се прави овој тест и пожелно е да се направи посебно во моментот кога пациентот се отпушта од болница. Зошто? Затоа што после завршување на лекувањето почнува рехабилитацијата. Рехабилитацијата треба да му даде одговор на пациентот колку треба да се оптовари, колку смее да се оптовари без да си наштети на себе си. Токму со овој тест, ние пациентите вообичаено од страната имаше еден лежечки точак. Тие пациенти во послеоперативниот период овој тест го прават на лежечкиот точак. Исто се прават оптоварувања, се мерат истите параметри, меѓутоа ние проценуваме до кој степен, пошто како се зголемува нивото на оптовар, така ни се поменуваат и параметрите што ги мериме и што ги следиме на екранот, можеме да процениме до кое ниво и колку минути во текот на денот еден пациент кој што е тазе после операција треба да се оптоварува за да се подобри неговата кондиција и на таков начин можат да се изработат и рехабилитационите протоколи за опоравување на пациентот и да му се овозможи побрзо враќање кон нормален начин на живот. Значи се направи оптимален план за рехабилитација, тоа овозможува всушност ергоспирометријата, но што е со оние лица кои што имаат срцева слабост? Посочивте дека може да се направи кај нив овие испитувања, дури и да се утврди самата дијагноза врз основа на тоа при вежбањето колкав ќе биде волуменот на кислородот, ако ве разбрав добро. Но што е со оние што се во понапредна фаза на болеста? Дали кај нив исто така можете да врз основа на овој тест да проценувате како прогресира болеста? Да, и многу е битно да процената на пациентите кои што се со напредната срцева слабост и дефинитивниот заклучок за нивниот понатамошен третман се направи врз основа на добените параметри од овој тест. Морам да спомена малку медицински, дека во европските и светските препораки, воено и препораките на Американското здружение за кардиологија, овој тест е воведен како основа во процената на степенот и стадиумот на срцева слабост и нигде во свет веќе пациент не се влистува во листата за трансплантација, ниту пак се влистува во листата за поставување на механичка циркулаторна потпора без да се примени овој тест. Затоа што и ехото има дел од субјективизам, магнетот покажува моментална промена, меѓутоа овој тест ни покажува како срцето се адаптира во секојдневните услови, во услови на мирување и во услови на физичка активност. И ако да речеме кај пациентот се исцрпени сите резерви, значи ние ќе видиме и ќе процениме дека тој пациент многу брзо му паѓа способноста за доволен дотур на кислород, ќе добиеме некоја вредност на VO2 max многу ниска, испод 10. Ќе видиме дека многу брзо ја постигнува точката на анаеробниот метаболизам, дека брзо му се зголемува фреквенцијата. Значи, ние знаеме дека тој пациент на вистина е пациент со тежок напреднат стадиум на срцева слабост и дека него покрај или треба да се направи оптимизација на лековите кои што ги прима, па да се направи повторно контрола со тестот, да се види дали има подобрување, или пак ако е оптимално постигната дозата на лековите кои што се даваат за срцева слабост, во тој случај треба да биде влистан на листата за трансплантација, односно механичка циркулаторна потпора. А што е со пациентите пред оперативните зафати, доколку имаат некакви придружни хронични болести? Дали овој тест би помогнал во проценката, дали може да се направи операцијата и слично? Да, овој тест многу помага и постојат поедини параметри кои што се следат. Например, пациенти кои што се со карциноми на бели дробови, исто така овој тест и процената на кардиореспираторната резерва помага за да се предвиди колкава е можноста од настанување на ризици и компликации во послеоперативниот период.
Многу е битен кај оние пациенти кои што се со мајорни, со големи абдоминални операции. Не зборувам за ургентни. Ургентна состојба е ургентна состојба, меѓутоа зборувам за планирани состојби и планирани, каде што може да се предвидат компликациите и пациентот адекватно да се подготви. Со примената на овој тест може точно да се разграничи дали на пациентот му треба подобра респираторна подготовка на белодробието, дали му треба подобра подготовка и оптимизирање на срцевата состојба, се со цел за поуспешно после оперативно опоравување. Ергоспирометријата наоѓа примена во многу сфери во медицината. Кардиологија, пулмологија, спортската медицина, веќе споменавте зашто има значење. Но велате во ортопедијата, ве хирургијата објаснивте, педиатријата и така натаму. Значи, за разни здравствени состојби може да даде корисни информации и податоци, односно да се има бенефит. Сега да ни објасните како се прави ова, како точно се изведува, дали со оптоварување се изведува тестот или не. Аз ке замолам, отрижиме уште еден блок со фотографии, каде што може да каде што е видлива и маската која што се става кај пациентите. Значи, со какво оптоварување, доктор, ке се работи овој тест и дали секогаш е потребно оптоварувањето? Да. Тестот секогаш се прави со оптоварување, меѓутоа треба да таа маска што се става. Тоа е таа маска која што се става кај пациентот и преку која што на самиот крај, мислам, на маската гледате дека има еден сензор, преку тој сензор во суштина се мерат вдишените и издишените волумени на воздух, односно на воздухот кој што го вдишува и издишува пациентот, а во тие волумени се мери проценката колку е присутно нивото на јаглероден двуоксид и на кислород. Сакам да кажам дека, односно потребно е индивидуата која што го прави овој тест треба да знае дека ден пред тестот има посебна подготовка. Затоа и постои и затоа имаме подготвено специјален прирачник како еден пациент треба да се подготви за изведба на овој тест. Пред се, не треба да е уморен, не треба да е ненаспан. Значи не треба да вежба. Ден пред, обавезно ден пред тестот не треба да вежба, за да може да се обезбеди максимално да биде оптоварен во тек на самиот тест. Не смеат да се конзумираат цигари, алкохол. Посебно не до 4 часа пред тестот. Кафе, зелен чај, вино и алкохолни пијалоци. Да. Друго, 4 часа пред тестот е дозволен оброк кој што треба да биде полесен, а ако, например, е гладна индивидуалта, 1 до 2 часа пред тестот може да земе овошен оброк нешто или пак некое смути, за да не биде оптоварен желудникот, затоа што физиологијата покажала дека веднаш после јадење нашата крв оди доминантно во желудникот, за да може да се свари храната и да се повлечат сите хранливи материи кои што се неопходни за енергија во организмот, за да можат да се повлечат и да се донесат во крвта, а преку крвта нормално во нашата лабораторија, тоа е црниот дроб, и на таков начин ние во суштина ги полниме нашите батерии, значи преку храната која што ја внесуваме. Затоа и не се препорачуваат масни, обилни оброци непосредно пред тестот. Да. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна, телефонскиот број е веќе испишан, ако можам добро да забележам, на екранот, ако не испишан, ќе биде испишан. Забележав дека не смеат да се користат дури ни електронски цигари. Да. Затоа што никотинот е никотин. Ние, пушачите, само се залажуваат дека е помалку штетно. Може би е пречистен никотин и ги нема оние дополнителни оптоварни токсични материи, меѓутоа ефектот на никотинот како токсична материја врз организмот е присутна, а тоа е предизвикува стимулација на адренергичните, односно тоа се оние делови од нашиот невровегетативен систем кои што одговараат за брзана срцева работа, стегање на нашите крвни садови, напнатост. А тоа е се никотински ефект. Со конзумирањето на никотинот, тој ефект се потенцира. Кога станува збор за спортистите, колку често треба да го прават овој тест? Па спортистите задолжително треба да го направат овој тест пред кондициони, да започнат со кондиционите подготовки
и непосредно пред големите надпревари, за да знаат до кој степен и ниво се подготвени. Посебно е многу битен за оние кои што се бават со атлетика и кои што се бават со брзински спортови, нели, каде што имаме активација на нашата брза мускулатура, затоа што кај нив е неопходно да тонизацијата на срцевиот мускул и кондиционирањето бидат правилно направени заради издржливост и истрајност. Треба да знаат спортистите дека дополнителните согорувачи на метаболизмот кои што ги користат, како што е креатинот, кој што навистина ослободува поголема количина на енергија, од друга страна има и своји негативни токсични ефекти, може да направи загадување на резултатите од овој тест, но токсичните ефекти се доминантно затоа што количината на кисели продукти кои што се ослободуваат и лактатите доведуваат до оштетување на бубрези, срце, на долги стази. Имаме двајца гледачи кои што ќе ги вклучиме во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Повелете. Ве слушаме, во програма сте. Само намалете го тонот на телевизорот, најдобро е да го исклучите. Во програма сум? Да, во програма сте, но мислам дека го немате намалено тонот на телевизорот и тоа е пречка во нашата комуникација. Повелете. Сега мислам дека добро се слушаме. Не ве слушам. Кажете го вашето прашање, ние ве слушаме. Ке ве молам, син ми има 40 години и има проблем со притисок. Сега терапија некоја менува, не му одговара и сега докторот му предложи да оди на стрес тест. Дали ради терапијата да се промени или нешто друго. Меѓутоа, тој е, мислам, 40 години, нормално активен, нема некои проблеми, вежба и сето тоа. Дали стрес тест е самиот преглед делува на терапија за да се промени? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Значи, докторот кој што му ординирал стрес тест на вашиот син, најверојатно сака да исклучи дали во позадина на варијациите на крвниот притисок кои што се јавуваат кај вашиот син, постои заболување на коронарните крвни садови. Тоа е една причина зашто го ординирал. Друго, сака да види доколку се качува притисокот кај вашиот син при оптовар во зависност од степенот на оптовар и потоа адекватно да му ја модифицира терапијата. Сакам само да напоменам и да се навратам на вашето прашање дека стрес тестот како метода има свое големо значење, меѓутоа ергоспирометријата е малку поразличен метод за разлика од ергометријата, односно коронарниот стрес тест. Зошто? Спомнав како треба да биде подготвен пациентот. Второ, треба да се знае дека пациентот истовремено се мониторира на 3 нивоа. Првото ниво е електрокардиограмот, тоа е срцето, со електроди кои што се поставуваат на градниот кош во точно предвидени точки. Втората метода е се поставува маска кај пациентот на лицето, како што видовте, која што завршува со сензор и тој сензор во суштина ја има клучната улога во мерењата и во анализите кои што понатаму ние ги правиме како лекари. Третото ниво е континуирано следење на пулсоксиметријата со на сите нас стандардниот веќе познат пулсоксиметар. Што става на прстот, така? И воедно мерење на крвниот притисок на пациентот. Пред да го почнеме тестов, значи прво се прашува пациентот дали му се јасни сите постапки, му се објаснува уште еднаш и пред се прави спирометрија. Што е пак сега тоа? Спирометрија е мерење на базичните параметри на нашето белодробие во мирни и во форсирани услови. Форсирани услови се кога ние како лекари им велиме на пациентите: земете воздух длабоко, они зимаат максимално длабоко и потоа им велиме издишете сега. Додека го прави тоа индивидуата преку специјален сензор, во тој случај не ја носи маската, носот им е затворен со штипка, напротив сите тие вдишување и издишување ги прави преку специјален сензор и цевка.
Значи, апаратот мери колку максимално е дишниот капацитет, тоест колку може една индивидуа максимално да вдиши, потоа мери колку максимално може да издиши. Ние во апаратот имаме внесено висина и тежина на пациентот, пол и возраст. Врз основа на тие параметри, апаратот прави процена и ги пресметува колку се предвидените нормални вредности на вдишување и издишување, а преку она реално што го измерил во моментот кога го почнуваме тестот, прави процентуална процена каде се наоѓа пациентот. И ние знаеме дали со тој пациент треба да продолжиме со тестот, затоа што да речеме, ако се работи за тешка респираторна обструктивна болест, каде што повеќе од 50% имаме редукција на дишните волумени, тој пациент и не е да го ставиме на стрес тест. Значи не може секој пациент не може секој да влезе на стрес тест. Во тек на стрес тестот, пациентот треба да биде сигурен, затоа што истовремено е мониториран и од лекар и од сестра, и спомна веќе од дополнителни системи на мониторирање, кои што предвидуваат и минимална промена во неговиот организам да настане и даваат нас сигнал дали треба тестот да го запреме пред да настане некоја катастрофална промена на здравието на пациентот. Обично луѓето се плашат од овој тест. Токму поради тоа треба да знаат дека е многу сигурен и многу безбеден. Американците се американци, ние за жал каскаме во статистика многу. Они направиле статистика каде што велат дека се јавуваат несакани ефекти кај еден пациент од 10.000 направени теста. Што значи дека навистина е многу ретко, а многу е ретко затоа што ако еден лекар кој што го работи тестот му го посматра пациентот и ги посматра сите, односно ги гледа, ги следи сите оние параметри кои што ги дава, колку е VO2 max, колку издишениот јаглероден двуоксид, дали расте нивото на VO2 max постигнато после постигнување на лактичниот метаболизам. Значи, веќе знае дали треба тестот да го прекине, за да му спречи катастрофална последица на пациентот. Имаме уште гледачи кои што сака да се вклучат во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, ве слушаме. И го очекуваме вашето прашање. Повелете. Ало. Во програма сте. Сакам да прашам за... Ве слушаме, ќе ве замолам само побрзо да го поставите прашањето и следите го разговорот преку слушалката, не на телевизија. Значи, што би сакале да прашате? Сакам да прашам напред стрес тест пред 3-4 години. Така. Ми најдоа проширување на едната вена 45% што велат. И после 3 години контрола направив. Така. Само ќе ве замолам да не правите паузи, не го следете разговорот преку телевизорот, туку преку слушалката. Да. Побрзо, само за бидејќи немаме време, уште 13 минути после до контрола крајот на направив емисија. одма по 3 години ми најдоа 4,7 таму. Добро. Дали има некој проблем за некоја операција да се направили? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би советувале? Значи, мора да се обрати кај својот кардиолог кој што го следи и кој што го има видено тој коронарен стрес тест кој што е направен. Индивидуата после стрес тестот, не после ергоспирометрискиот, после овој стрес тест како што го наведе самиот пациент, дали треба операција или не, може да се заклучи само после направена селективна коронарографија, а тоа е народот популарно го вели бушење, каде што се влегува преку една пластична канила во радиална артерија, се оди до срцевите крвни садови и истите се снимаат. Значи, само тогаш може да се заклучи дали треба или не. Морам да кажам дека има прикажано случаеви во светот каде што, да речеме, класичниот коронарен стрес тест бил негативен, меѓутоа поедини параметри кои што се мерат и кои што се следат кај овој ергоспирометриски тест, посебно на VO2 max, и неговото нагло покачување после прекин на тестот, упатуваат дека
станува збор за коронарна болест во позадина. Тие пациенти добиле коронарографија, некои од нив добиле стент и за среќа служи за рано откривање на коронарната болест. Значи во светот веќе се направени, спомнав, препораки кои што велат да при промена на одредени параметри во позадина се крие соодветен тип на заболување. Значи не е слепа метода, него е точно дефинирана метода. Така. Исто така е многу битно оваа метода да се знае, затоа што да речеме еден пациент кој што е со срцева слабост или еден пациент кој што е со срцево заболување, а има и поедина друга категорија на пациенти кои што ќе ги спомнам, значи може да се направи процена дали лековите кои што ги користи пациентот имаат одреден бенефит за негово подобрување. Врз основа на параметрите и она VO2 max кој што ќе се измери, значи може да се заклучи дали лекарот треба поедини лекови да ги зголеми, дали терапијата е оптимална за пациентот и како да го третира понатаму. Имам уште двајца гледачи, се надевам дека успешно ќе бидат вклучени. Ќе ги замолам само што пократко и појасно ги постават прашањата, бидејќи имам уште многу малку време до крајот на денешната емисија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден уште еднаш. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Имам 59 години. Така? Не сум поврзана сепак со темата, но е поврзана пак за срцето. Станува збор пред 2 години имав ми установија перикардит и во срцето имав вода. 2 години го лекував и ја отстранивме водата, но перикардитот не остане. Сега после 2 години повторно имам некое заболување, стискање на градите, недоволен воздух, кислород. И кога отидов на контрола ми рекоа дека на десната предкомора повторно ми се формира 6 милиметарско вода, или тоа како се вика, излив во срцето. Па би сакала, бидејќи докторката е позната и стручна и би сакала од неа да добијам овој совет. Како да го лекувам срцето, дали треба нешто да се прихранува и зошто вака ми се повторува ова, иако јас сум вакцинирана, не сум прележала сега овие 2 години никаков вирус, постојано се пазам, а еве ми се повтори оваа болест. Така се повторува проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете доктор. Значи клучна точка во прашањето на господјата е зошто и се повторува перикардитот. А за да може да се даде одговор зошто и се повторува перикардитот, не е неопходен само ехокардиографски преглед, него треба да се направи и магнетна резонанца на срце, каде што со помош на напреднатата технологија се навлегува во структурите на перикардот, миокардот и може етиолошки да се одговори што е причината на тој перикардит. Кога ќе се знае причината за перикардитот, многу полесно може и да се лекува и да се спречи негово повторно појавување. Вообичаено после воспалителни процеси, перикардитите завршуваат со задебелување на срцевата обвивка, и тоа е трајна последица, која што не мора да значи и активна болест, ако сите оние параметри кои што се знаци на воспаление, кои што ги проверуваме преку нашата крв, се мирни. Може да е само едноставно остаток како резидуа, како секвела, односно последица од претходно прележаниот перикардит. Но штом се јавува раслојувањето, во тој случај значи дека се јавува повторно болеста и затоа би препорачала на господјата да ја направи магнетната резонанца. На срце. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали се уште го имаме гледачот? Слушаме нешто во позадина. Добар ден. Да, еве ве слушаме сега добро. Повелете. Се слушаме, нели? Да, сега одлично се слушаме. Повелете. Имам 66 години. Така? Пред 2 месеца ми оградија 2 стена. 2 стена имам оградено. Така. И сега, после првата контрола месец дена, докторот ми кажа дека е се уред. А сега последно време, дали докторката може да ми каже, у десното рамо има многу болки.
Дали то поврзано ве интересира? Со стентот, претпоставувам. И со болеста, со состојбата. Па, како да кажам сега, некој пат болката од позади, некој пат од спреди во градниот кош. Аха, во градниот кош ја чувствувате. Да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето, повелете доктор. Овој тип на болка и е специфичен и не е специфичен. Може да е поврзан со срцето, но имајќи во предвид дека господинот пред 2 месеци имал добиено 2 стента, очекуваме дека тука би требало да биде во ред. Може да е во позадина, согласно со неговата возраст и промени на артрозни промени на рамениот појас, може да е во позадина промена на кичмениот столб. Но како и да е, за да може точно да се дефинира што е причината на болката, секако треба да се обрати на кардиолог и треба да се направат подетални испитувања. Едно од тие испитувања, ако треба на крај, ако не е јасно што е причината, може да ја направи и ергоспирометријата, затоа што ергоспирометријата е ограничувачка само за оние пациенти кои што имаат проблеми со движење. За сите не е возраста ограничувачка, доколку пациентот нема проблеми со локомоторниот систем. Ограничувачка е ако и не смее да ја направи една индивидуа, ако да речеме добила инфаркт за помалку од 1 месец. Или пак ако има некои малигни ритм промени кои што не можат да се средат со адекватните лекови кои што ги добива. Исто така не е препорачлива, не е контраиндицирана, но не е препорачлива за женски особи во тек на менструални, активен менструален циклус, додека им е периодот, или пак додека кај оние особи кај кои што се верифицирани значајни намалувања на вредностите на хемоглобинот во крвта, воедно и на серумското железо. Кај тие индивидуи треба прво да се коригира анемијата, па повтоа да се направи овој тест. Затоа што има една посебна состојба, ние нема да знаеме, ако се прави кај една индивидуа со анемија, нема да знаеме дали е последица од анемијата, заморот и промените, лошите параметри кои што се анемијата е поврзана со транспортот на кислородот во организмот. Така, токму тоа е главниот клучен ефект. Хемоглобинот е одговорниот носител на кислородот до целиот организам. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Добар ден. Добро, ние ќе продолжиме, па доколку има гледач ќе ми дадат знак. Докторке, постои ли некаква опасност по завршувањето на овој тест да дојде до одредени компликации на пациентот отпосле да му се сложи? Бидејќи тој страф е присутен. Не би требало, затоа што спомнав, се следат сите параметри кои што се клучни за пациентот. Меѓутоа може да се случи да падне шеќер, да не да дехидрира пациентот преку тестот, затоа што дали една индивидуа се поти или не, треба да има во предвид дека губи течност и преку усната шуплина. И затоа после тестот ние препорачуваме задолжително да си се напијат вода и едно половина час после тестот да останат во наша средина за да можеме да ги следиме пациентот. И обичен стрес тест кога се прави, пациентот не би требало веднаш да си отиде во домашна средина. Неопходно е барем половина час да се адаптира, затоа што ние кога го правиме стрес тестот активираме се. Значи влегуваме од една состојба на мирен метаболизам и мирно производство на енергија на хиперпроизводство на енергија. И уште ако е надвор топло, излеземе во таква состојба, може да ни се слоши. Заради тоа препорачуваме да се стабилизира организмот, па потоа ја дозволуваме со резултатот пациентот да си отиде во домашна средина. Касни компликации за среќа досега не се евидентирани, мислам и не се пријавени нигде во светот досега. Докторке, доколку кај некој пациент има потреба од ваков тип на тестирање, како се проценува дали се направи обичен стрес тест или пак да се направи ергоспирометрија? Зависно лекарот кој што го гледа, што му треба во одговор. Например, ако има една здрава, млада, права индивидуа која што се одлучува да се бави со спорт, нормално бека дури за рекреативно бавење со спорт, така? Ако рекреативно и интензивно, во тој случај би препорачала ергоспирометрија. Ако се работи за пациент со срцева слабост, кој што веќе е етаблиран со една терапија, повторно би препорачала
ергоспирометрија, за да можеме да расчистиме што се случува понатаму и како треба со лековите. Овој тест исто така би се препорачал и за пациенти кои што се со срцеви заболувања и некој друг вид на операција, за да ги предвидиме можните компликации. За спортистите спомнавме веќе, е неприкосновен. Морам да кажам како раритет докаде е отиден Западот со овој тест, дека, да речеме, на Запад прават дури и проценка на плацентарната перфузија кај трудници и предвидуваат ран инфаркт на плацента. Плацента е обвивката на бебето додека е во мајката во утробата. Значи, дури до таму е отидена примената на овој тест и толку е софистициран. Инаку, неговата историја е интересна. Значи, не е од овој век, од предминатиот век, не е од 20-тиот. Не од 20-тиот, од 1890 година, Лавуазие, тој е француски научник, прв ја добива оваа идеја и прави испитување со неговиот асистент Сигмунд. Покасно, познатиот хемичар Прут 1812 година прв ги мерел во издишаните количини на воздух и се оптоварувал сами од себе си нивото на јаглероден двуоксид, за да Клипер дури 1920 година ја формира не оваква, се разбира, многу попримитивна оваков тип на машина, на ергоспирометријата, и благодарение на него оваа метода влегува во светот. 1950 е етаблирана веќе во светот, а 2021 век веќе влегува во сите светски препораки и во областа на кардиологијата и во областа на пулмологијата и како што спомнавте, хирургија, спортска медицина и така натаму. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ни појаснивте убаво, на јасен начин, што е тоа ергоспирометрија, очигледно метода која што наоѓа големо значење во здравјето на човекот и во лекувањето на одредени болести и дијагностицирањето. Благодарам, Марија, на покана. Почитувани, денес имавме задоволство да разговараме со доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија од клиничката болница Жан Митрев. Ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што нас следевте. Ви посакувам убав ден.